YouTube направи голем чекор кон иднината со воведување на нови алатки базирани на вештачка интелигенција, представени на настанот Made on YouTube. Меѓу највпечатливите новитети е Ask Studio, AI асистент што им овозможува на креаторите да добијат анализи и совети преку едноставни прашања, без потреба од рударење податоци. Исто така, воведена е алатка за автоматско преведување и синхронизирање на видеа на различни јазици, со задржување на емоциите и тонот на оригиналниот говор. Оваа иновација има за цел да им помогне на креаторите да допрат до поширока, глобална публика, а наскоро ќе поддржува и устна синхронизација. Дополнителни алатки вклучуваат АБ тестирање на наслови и минијатури, како и автоматско креирање шортс видеа од текст или диалог. Со овие подобрувања, YouTube јасно покажува дека вештачката интелигенција е клучна за иднината на платформата и поддршката на креаторите. По напуштањето на Вашингтон во јуни 2025 година по судирот со председателот Трамп, Елон Маск се фокусира на XAI, неговиот стартап за вештачка интелигенција. Работејќи од Пало Алто, Маск агресивно реорганизира, регрутира инженери и вложува во суперкомпјутери со цел да создаде конкурент на ChatGPT. Неговиот четбот Grok достигна 64 милиони корисници месечно, но се соочи со скандали поради токсични содржини и контроверзни одговори. XAI воведе премиум производи како Super Grok Heavy и AI романтични ботови, што ги подели вработените и научната заедница. Некои истражувачи заминаа во конкуренција, а компанијата изгуби клучни имиња. Сепак, Маск останува посветен на мисијата, вистина во вештачката интелигенција, интеграција со Optimus роботите од Тесла и планови за драстично зголемување на приходите на X преку Grok, со милиарди вложени, но нејасен модел за приходи. XAI се соочува со финансиски предизвици и жестока конкуренција од OpenAI и Meta. Маск вели, ако ја присилите AI да лаже, ризикувате дистопија, поддржувајќи нови инвестиции преку Тесла и амбициозно предвидувајќи иднина каде роботите ќе надминат глобалната економија.